Карактеристики на народните ора од Битолско според Илија Алушевски. Македонските народни ора се создавани низ вековите наназад. Но сега, ората кои се сретнуваат сведочат на време кога македонецот се борел да биде истраен и да ги отфрли сите лажни наметнувања, кога му се заканувало претопување и отуѓување. Иако игрите и песните се од големо историско и фолклорно значење, сепак интересот кон нив започнал подоцна, тоест првите пишани податоци датираат од 17 век. Се играло на секакви прилики, и на радост, и на тага. Најмногу се играло на верски празници, како Божиќ, Водици, Великден, Ѓурѓовден, Голема Богородица, Мала Богородица, Митровден, Свети Никола и слично. Се играло на селски слави, сваршувачки, свадби и крштевки. Во поново време се правеле собори на ден недела, но се играло и на настани кои биле од важност за целото место или за повеќе села, како на пример за пуштање на нов пат, за осветлување, завршување на жетва и слично. Играњето започнувало во попладневните часови, но имало и случаи каде се собирале предпладне, а игрите и песните траеле до зајди сонце. Соборот бил најчесто насред село, покрај црква, покрај дрво, на чешма, на ливада, на пат и слично. Со урбанизирање на пределите, местото за играње се променило во некоја сала, училиште или дом. Играле сите жители, на секаква возраст, но посебна чест им се правела на најталентираните играри, на кои им било секогаш отстапувано ороводното место, па дури и музичарите имале поинаков однос со нив. Се играло во посебни танци, машки и женски. Со текот на времето почнали да се мешаат, но многу се внимавало кој до кого ќе застане. Најчесто на оро се стоело до роднини. И зиме и лете се држале со ракавици, кои во минатото се изработувале само од волна. Подоцна, за да се поврзат маж и жена на оро, се користеле шамивчиња или ќосте. Инструменталната придружба била најчесто од гајда, но се сретнувале и кавал и шупелка. Во музичките состави застапени били и тамбурата, ут, кларинет, зурла, виолина, гитара, тапан, дајре, тарабука и хармоника. Ората од полето се карактеризирале со брзи и ситни чекори, додека пак они од планината со бавни, смирени и грациозни чекори.
takva